Демократската унија за интеграција треба да го одржи партискиот конгрес до 20 декември, каде што се најавуваат реформи и повлекување на старите лица од раководството. Извори од партијата информираат дека се очекува преструктурирање во ограноците и вклучување на нови имиња на политичката сцена. Сигнал за тоа според сите изгледи се и новите имиња избрани вчера во Организацијскиот совет на Конгресот. Извори за ТВ21 во ДУИ велат дека на последниот состанок раководството се согласило да се отстранат имињата што подолго време се дел од партијата, а се очекува преструктурирање и во ограноците на ДУИ. Дека ќе има движење кај интегративците, сигнал дава и соопштението на секретаријатот за еднакви можности, од каде што побара одговорност за политичкиот и Последните настани отворија широка дебата во општеството, ја истакна потребата за длабока рефлексија во рамките на партиските структури. ДУИ е изградена врз јасни политички и морални вредности, интегритет, праведност, еднаквост и посветеност кон граѓаните, вредности што треба да ја зачуваат и достојно да ги представуваат сите наши членови и представници. Аналитичарот Джилал Незири вели дека сега, кога ДУИ е во опозиција, и е многу полесно да размислува и да се реформира, бидејќи според него досега во партијата кружеле исти лица. Kemi zgjedhë lokale ku edhe pse fitoi për lista për këshilltar më shumë vota se sa vleni, megjithatë humbi pjesën më të madhe të komunave që i kishte deri më tani dhe kjo mendoj se duhet të jetë një porosi shumë e qartë për këtë parti se duhet bërë diçka, duhet ndërmarrë diçka, duhet ndryshojë diçka brenda. Dhe ajo se ku duhet ndryshojë dhe çfarë duhet ndryshojë, mendoj se i ka të rezultatet e zgjedhjeve. Nëpër komuna, siç i ka të organizuara degët, nëpër këshilla vendore ku janë po ashtu ka edhe numrat aty kur si ka kaluar. E ka shumë kollaj. Според наши извори на вчерашниот состанок на партиското раководство се дискутирало и за прашањето со пратениците, но останува се види дали ќе има промени во пратеничката група на Европскиот фронт.